Добро вечер. Крајот на Централниот дневник ни е резервиран за вестите од културата. Со пригодна свечаност на Филолошкиот факултет Блаже Конески беа одбележани два значајни јубилеи. 75 години од раѓањето на поетот и антологичар Раде Силјан и 50 години од објавувањето на неговата прва книга. На настанот присуствуваше нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Со пригодна свеченост, во присуство на пријатели и поддржувачи на ликот и делото на поетот, антологичар Раде Силјан, Филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје чествува два значајни јубилеи. 75 години од раѓањето на Силјан и 50 години од објавувањето на неговата прва книга. Во тој половина век творечки на Раде Силјан се објавени 30 поетски збирки со кои овој представник на четвртата генерација повоени македонски писатели остави траен печат во македонската литература. Особено се радувам што токму во годината во која ние славиме 80 години од стандардизацијата на јазикот, може да направиме ретроспектива и на неговото литературно творештво, кое е навистина многу богато, не ја офаќа само поезијата, туку Раде Силјан е исклучително значаен и како литературен критичар, како есеист, секако и како уредник, бидејќи со неговото име прво како автор се поврзуваат стотина наслови, што навистина е фасцинантно, еден фрапантно значаен и во квалитативна и во квантитативна смисла опус. Ја чествуваме на овој голем светол ден, големата света мисија, светиот пат на грандиозниот поет, литературен критичар, есеист, културен придвижник, културен креатор, извонреден поет, писател, раскошен полиграф, македонствувач и врвен издавач, кој испиша навистина една културна историја. Му го честитаме прекрасниот јубилеј, се гордееме со неговата македонствувачка мисија, грандиозна мисија, која е голем пример за катедрата за македонска книжевност и култура, за Филолошкиот факултет Блаже Конески и воопшто за сите искрени македонствувачи кои веруваат во светоста на македонскиот збор, на овој прекрасен резбар на стихот кој не потсетува на нашите златни аманети и праќа пораки кои што секогаш ќе бидат запишани во вечност. Раде Силјан е македонски поет, есеист, критичар и преведувач. Тој е основач и директор на книгоиздателството Макица Македонска од Скопје. Член е на Друштвото на писателите на Македонија. Тој е автор на 30 збирки, поезија, добитник на бројни домашни и меѓународни награди и признанија, вклучително и државната награда за животно дело 11 октомври, која му беше врачена во 2010 година. Во годината кога Македонскиот народен театар одбележува 80 години постоење, свечано беше промовирана монографијата Македонски народен театар 1945-2025. Приказни поголеми од времето. Капитално издание кое низ документи, сведоштва и лични приказни го заокружува 8-деценискиот континуитет на најзначајната театарска институција во Македонија. Македонскиот народен театар од секогаш бил повеќе од институција. Тој бил глас, кога гласот е неопходен да се чуе. За солничте, кога времињата биле кревки. И огледало во кое општеството кристално јасно се огледува, понекогаш со гордост, друг пат со болка, но секогаш со вистина. Во оваа монографија не се запишани само факти, запишана е на цела колективна меморија. Повеќе од 420 представи, над 230 автори, стотици актери, режисери, сценографи, костимографи, композитори, кореографи, драматурзи, како и оние без кои театарот не може да постои, техничкиот и административниот тим, критиката и секако нејзиното најголемо височество, публиката. Оваа монографија пред нас е издание кое опфаќа документаристички материјали, историја и она најважното лични приказни од целиот овој период. Спакувано во модернистички и елегантен дизајн, потпишан од Зоран Кардун. Со самото тоа, таа е документарна и интимна. Спојна минатото и сегашноста, традицијата и модерноста. Нуди информации и сознанија, открива нови приказни, нурнува во спомените на оние кои се дел од МНТ и оние кои го следат низ годините.
не дава конкретни театролошки податоци како бројки на публика или изведби, списоци на награди, гостувања или слични податоци. Но дава еден развој и патување низ МНТ и широк диапазон на емоции и сеќавања. Монографијата започнува со мојот текст за историјата на МНТ, а потоа следат 27 текстови. Учениците од Државниот музички училишен центар Сергеј Михаилов од Штип во вторник и во среда на 23 и 24 декември ќе го одржат традиционалниот новогодишен концерт, кој годинава се одржува по 14-ти пат. Деталите од прилогот на колешката Александра Ристевска. При крај се подготовките за големиот новогодишен концерт во организација на Државниот музички центар Сергеј Михаилов. Повеќе од 250 ученици од 6 до 18 годишна возраст, заедно со своите професори, преку песна и музика, исполнувајќи ги добро познатите божикни хитови, ќе ја збогатат празничната магија и атмосфера во Штип. Богатата концертна програма ќе вклучи шлагери од Макфест, извадоци од операта Палјачи, како и безвременските композиции од класичната музика, со што публиката ќе има можност да ужива во разновиден и свечен музички репертоар. Ќе се свират новогодишните валцери, класична музика, опера, ќе се пее, ќе се изведуваат традиционални македонски народни песни, детски новогодишни песни, хорот и оркестарот од основното училиште и хорот и оркестарот од средното училиште. Во оваа прилика сакам да го поздравам целиот колектив на Државниот музички училишен центар Сергеј Михаилов, бидејќи да не сме толку сплотени, нема да се одржи овој концерт. За концертот кој годинава ќе се одржи по 14-ти пат се бара карта повеќе. Интересот кај публиката е огромен. За неполни 3 дена се распродадени билетите за 3 концерти. Тоа според Ќосевски е јасен показател дека културниот живот во Штип се воздигнува и конечно го зазема пиедесталот што заслужено му припаѓа. Тој посочува дека ваквите музички настани за учениците представуваат отварање на првите врати кон успехот, како и силна мотивација за нивниот понатамошен уметнички развој. Многу важен за нас како институција и многу поучен, односно образовен дел од самата институција, бидејќи ако го нема тоа искусено, како би се снашле на уште поголеми да свират утре, пример, пред 10.000 луѓе. Така да ова е еден голем чекор за нашите ученици, голема мотивација. Се очекува концертот кој Штип го претвара во Виена во мало, во живо да го проследат над 1800 посетители. Проектот главно се реализира со сопствени средства, со подршка од општествено одговорни компании и локалната самоуправа. Се упатува апел за пошироко вклучување на компаниите, бидејќи вложувањето во културни содржини значи и вложување во едукацијата и развојот на публиката. Во градската библиотека Браќа Миладиновци се одржа првиот фестивал на гајдата во Македонија. Фестивалот се одржа под мотото Гласот на гајдата. Беше од ревијален карактер и беше посветен исклучиво само на гајдата и гајдаџиите. На настанот настапија неколку генерации на гајдаџи, татковци и синови, дедовци и внуци. Идејата е да секоја година каниме 1 до 2 луѓе од странство, гајдаџи, значи, како што кажавте, Гласот на гајдата е исклучиво фестивал на гајдата и не на другите инструменти. Значи, даваме акцент и специфика само на гајдата во Македонија и во светски рамки. Гајдата за нас македонците е многу битен инструмент кој е поврзан со нашата генеза, со нашето постоење, со нашето битие. И од тука се роди таа идеја дека нешто треба да направиме што треба да се сочува во иднина и да се пренесе на младите генерации. Единствен пример е тоа да младите имаат можност да видат како се свири на гајда, како треба да се свири на гајда и како треба да се продолжи таа традиција. Јас сум иницијатор или поттикнувач на овој фестивал и сум исто така благодарен на сите оние кои што се одзваа да дојдат на мојот повик.
Тоа е се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието и останете со програмата на телевизија Алфа.